Другари и другарки, од Нула до култура сезона 3, епизода 4. Рок блуз бенд, трибют на Азра и Риблја чорба, или во Прилеп што си викаме Рибина чорба. Сега кажувајте, кој е Азра, кој е Риблја чорба? Еве, јас да речем Азра. А ти си? Јас можам да бирам тој си одбре, аз за се, тоа е тоа. Демократски избор. Значи, Провериме прошешно. Борче Игор со нас, една половина од рок and блуз бенд. Годинава, како решивте баш овие култни бендови да ги спремите за прилепска публика? Како решив не. Азра е Џони Штулич е еден од генијалците во јурок музиката, а многу ретко е свирен. Така да решив да уметниме него и Риблја чорба како еден класичен рок бенд. Чисто така. И да свириме од Азра, да слушне публиката некои песни настрана од Балкан и шта да ради. Така само тие ги знаеме. Само тие отприлike. Јас си признам, само нив ги знам. А може јас тука да кажам нешто што не треба да кажам? Апсолутно можеш да кажеш се што сакаш да кажеш. Вака сега, овие трибути се многу убави, ама повлекуваат многу работа, многу вежбање. Знаеш зашто ги одбравме овие два бенда? Оти со нив помалку требаше да вежбаме, да губиме време. Конечно искрен одговор, конечно искрен одговор. На крајот на краиштата, слушајќи ве низ клубовите низ Прилеп и се дел од вашиот редовен репертоар. Ајде да тргнеме сега, вака, пошто се одлучивте да на најлесен можен начин да спремите трибют. Со вас како повозрастни учесници на ова, може би сте и највозрастниот бенд кој што учествува на Нула до култура. Сите 3 години сте тука, сите 3 години имаме вечер со вас. Дајте некој тип како ова да се подобрува и да станува од година во година подобро, затоа што реално треба да расти една супер иницијатива. Тип, може би, не знам, да се омасовува. Иначе, како што е вака замислено, мене ми е супер. Одлично, значи, трибути на различни стилови на музика, различни типови на... Сепак тој е рок-н-рол, да? За мене е окей. И тоа што го кажам на почетокот, јас го мислам, се уште, дека Азра и Чорба ги свириме, Азра свиримате гениална група. Дефинитивно. Искрен бе во одговорот. Добро, ама пак и Азра е група што не толку многу се свири. Подобро е да свириш нешто што не е толку масовно од што го презентира останатите групи, за да бидеш поинтересен. Некој ако сите свириме сите едно исто, која е Нема цел. Не е интересно, пошто сите го свират истото. Значи, во секој случај, една од целите на овој проект е еден вид едукација музичка на прилепската публика, така да со тоа што свирите нешто кое што не е толку познато, се исполнувате дефинитивно, таа е цел. Сите мои пријатели да дојдат на страницата на ОТВ и да гласат за најдобрата група, најрокерската група, најалтернативната група што настапува во овој проект од Нула до култура. Сите што ги имам покането, слободно не кидат масовно, само па не бидат толку и пристрасни, да не дојди само само за некои што малце да шараат да гласат и за помладите. Така, да гласате и за помладите, гласате и за постарите, сепак некои луѓе си го посветиле животот во Прилеп да не забавуваат, да ни дават малку вака алтернативна музика која што не можеме секојдневно да ја слушниме низ прилепските кафичи, така да поддршка за сите, а вие продолжите да работите, че идеме на свирки и еден ден да се радуваме и на албуми, на концерти на прилепските бендови. Така? Да, мене најмногу ми е кеф од се тоа во рете. Треба што повеќе да се презентира културата. Најмногу ми прави кеф ако некој почне да презентира нешто сопствено. Колку повеќе се трудиме да твориме, толку повеќе се расти македонската музика. Ај, чао!